КМФ Кочани влезе во победничка низа. Во 12-тото коло на втората македонска футсал лига ја донесе највисоката победа. Во Свети Николе, Овче поле, КМФ Кочани 0:8. Останати резултати: Гемиџи Цико 1:3, Куманово Фифи 7:9 и Рудник Саса Хедис 5:11. Екипата на Кочани веќе 6 превари во низа нема пораз. На табелата води Хедис со 28, колку што има и Цико на втората позиција. Фифи е на третата со 21 бод, Кочани четвртопласиран со 19, од петата до 8-та позиција следуваат Гемиџи со 14, Овче поле со 13, Рудници Саса со 11 бода, а последен е Куманово со 2. ЖВК Кочани со триумф над директниот ривал Тиверија Истатов ја отвори полусезоната пред својата публика. На Никола Мантов 3:0 за лидерот, полувреме 2:0. Стрелци на головите Спировска во 12-та и 36-та минута и Милеска во 54-та. И Иднина С ја оправдаа фаворитската улога со победата во Чаир над единство од 0:2. Останати резултати: победа Куманово Ас Юнајтед 0:2, Билјанини Извори Речица 1:7 и топ гол Борец 0:0. Тиверија Истатов повеќе не го попречува врвот, таму се тронираа двете кочански екипи. Кочани со 36, колку што има и Иднина С на втората позиција, Тиверија Истатов е трета со 30, следуваат Борец и Конзули на четвртата и петата позиција со 23, односно 21 бод. Осмиот меморијален фудбалски турнир Драганица Куп, кој беше планиран да се одигра овој викенд, е одложен за наредната седмица. Пребукираност на стадионот Никола Мантов е причината поради која организаторот беше принуден на таков чекор. Освен домакиното Соголо, на турнирот ќе учествуваат и пионерските екипи на Борец од Велес, Академија Пандев Постолов од Штип и Брегалница Делчево. Турнирот се игра во чест на кочанската фудбалска легенда Драганчо Михајлов Драганицата.